Почитувани, долго најавуваната медицинска опрема доцни, па дури и надградените природбенички цени со 70 милиони евра народни пари не направија ништо корисно за македонските граѓани. Апарати нема. Народот не може да се лекува. А подготовката на објектите не е ниту почната и според оптимистичките проценки на експертите ќе треба 1,5 година за да се подготват објектите во кои опремата треба да се смести. Кај нашата влада нема логика. Тие, како и многу пати досега, се во тотална конфузија, без концепт за реформа на македонското здравство. Во меѓувреме, неодговорната влада на Република Македонија најави нова инвестиција од 23 милиони евра во болниците преку задолжување на државата. Владата од поодамна не ја знае народната поговорка "прво скокни, па речи оп". Тие побрзаа да се сликаат, не баре болниците се направени, а суровата реалност со која се соочува секој граѓанин, кој за не дај Боже оди во болница, е дека врие од нехијена, дека има недостаток од лекови и од лекари. Просечните бројки на лекари и медицински сестри во Република Македонија се на ниско ниво во споредба со европските земји. Затоа пак податоците до кои дојде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се фрапантни. 20% од буџетот во здравството се трошат за плати на времено вработени, од кои огромен број се од немедицинска дејност и со фиксни работни обврски кои не можат да се подведат под стапката времени вработување. Во услови кога владата на ВМРО ДПМН троши 200 милиони евра за споменици и кога 3 милиони евра во здравството се трошат за паразитирање на 5000 партиски војници без конкретна задача во здравствените институции, државата се осмели да позајмува 23 милиони евра за реконструкција на болници. Апсурдно. Господине Груевски, македонските граѓани не треба да ја плаќаат вашата партиска војска. Не може 2 милиони луѓе да бидат заложници на 40.000 партиски војници. Ваква квази грижа за граѓаните е незапаметена досега во Република Македонија. Заради тоа, господине прв министер, само 1% од граѓаните во Република Македонија сметаат дека здравството е добро, а на 99% косата на глава им се исправа при самата помисла за лекување во јавното здравство. Затоа, збирно погледано, освен корупцијата со 34% како голем проблем во здравството, граѓаните како главен проблем ја идентификуваат погрешната политика на владата, немањето на концепт за реформи, политичкото влијание и партизацијата, и тоа вкупно 37%. За тоа директно е одговорна оваа власт на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Социјалдемократскиот сојуз ве предупредува. Крајно време е да се вразумите. Не најавувајте виртуелна реалност во здравството, не продавајте магла и квази патриотизам. Ви предлагаме да им го вратите назад со ребалансот на буџетот, она што го скративте за плати на здравствените работници, на кои веќе им ги намаливте платите. Да ги вратите назад 8 милиони евра за лекови на македонските граѓани, кои ги скративте од квотите, и да ги вратите назад намалените капитации за лекарите. Престанете да правите експерименти со сопствениот народ. За тоа немате мандат. Вистинските патриоти не му го прават тоа на сопствениот народ, господине Груевски. Благодарам и повелете на прашање. Можете... Да. На вчерашната средба со Унијата на млади сили, Груевски продолжи да продава лажен патриотизам. Наместо да каже како ќе ги решава проблемите, тој зборуваше зошто нема да ги реши. И нормално тука му се криви сите. И Брисел, и Вашингтон, и цела меѓународна заедница, невладините организации и медиумите, а пред се Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Бранко Црвенковски. Господине Груевски, во Македонија не живее каков таков народ, како што велите.
туку македонски народ, освестен, кој од секогаш знаел што е. Многу пред вашето доаѓање на власт. Кога веќе се повикувате на анкети и расположение на граѓаните, ве повикуваме да ги поставите следните прашања. Прашајте го народот дали сака нови работни места и сигурни плати. Дали сака помалку сиромаштија и невработеност. Дали сака квалитетно, а не уништено здравство. Дали сака Македонија да седи на иста маса со Америка во НАТО, а со Германија и Франција во Европската Унија. Дали ќе се чувствува тогаш погорд или сега кога секој може да го шутка, подучува и понижува? Имаше и обвинување на некој начин цитирање дека СДСМ шутува со одредени медиуми за да го симе Груевски. Добро, секогаш кога ќе се најде во безизлезна ситуација, Никола Груевски бара виновник кај другите. Значи, на списокот на виновниците част меѓународната заедница, разни колумнисти, невладини организации, најмногу од сите СДСМ и Бранко Црвенковски. Сега додаде, значи, една медиумска куќа и незиниот собственик. Веројатно Никола Груевски би бил најсреќен кога сите вести би ги уредувале Латас и Миленко. И во оваа прилика би сакале да запрашаме во кое својство Миленко Неделковски беше вчера присутен на собирот, дали како член на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН или како специјален советник за специјални задачи на Никола Груевски. Па, тоа треба да го запрашате него што мислел да каже со оние пораки. Во секој случај вокабуларот на тие пораки не е достоен за македонски премиер. Тоа со кандилото и темјанот ќе биде тема за која некогаш ќе може да се сеќаваме, меѓутоа во негативна конотација, како еден човек наместо да ја води својата држава напред, размислува за кандилото и за темјанот. Имате останати прашања? Ако не, ви благодарам.